Се наоѓаме во една пријатна ладовина во атарот на село Рибарци, Кавадаречко, или општина Росуман поточно. Овде сме со намера да направиме пресек и да ја на еден начин лоцираме состојбата со откупот на праски годинава во Тиквишијата, посебно во општина Росуман, и низ разговор што ќе го водиме со еден производител на праски во една пријатна атмосфера се наоѓам во имотот на семејството Давчевски во Рибарци. Со мене е Димче. Добар ден. Добар ден, Маријан. Добро ми дојдовте. Добро ве најдов. Со вашето семејство годинава, а и сите овие години се занимавате и со земјоделие меѓу другото. Да, фамилиарно сите, значи претежно не ни е главна, али кога веќе сме у Росуман, кога сме во општина Росуман, ако немаш праски, значи како да кажам, тоа е немавме ни едно дрво праска, а сега имаме едно голема плантажа. Ова место кога го купите пред 15-20 години беше немаше ништо овде. Значи ние не потекнуваме од Рибарци. Добро. Така да ние сме доселени во Кавадарци од мои 5-6 години. И ова место е купено од мојот татко, од мојата мајка, каде што у пензија да си имаат мир, тишина, така да ние градот имаме исто свој имот, али еве овде повеќе сме тука. Кој дрсте, што садивте? Како беше тогаш и што решивте во главата да направите? Па, значи тогаш имаше нагло се садеше праската. Добро. Како што кажав, немавме ни едно дрво, не ни знаевме како се одгледуваат. Така да со тек на времето се научивме се. Значи се сами, заеднички, фамилиарно, од кроење до ретчење на праската, наводнување, се што треба околу праската, прскање, значи сите работи сами. Овие 15 години станавте вистински агрономи. Сами, све сами, да. Освен праската, што е тоа што можеме да го најдеме на вашиот имот овде? И кајсија имаме доволно. Значи тука е позади нас одно, значи све ми е тука у дворот. Така да имаме од сите дрвца. Значи претежно е кајсијата и праската, има и вишна, има и црешна, има и ореви многу имаме. Каде што и лешникот е застапен сега, некои 7-8 декари имаме насадено. Ореви имаме некаде 3-4 декара, каде што кој ќе се исчистат праските, значи имаме негде 15 годишни дрва праска, уназад некои се 10, некои се 5, така да како се обновувале. Али сега тоа место ќе биде со орев и лешници каде више се посади. Значи кај семејството Давчевски се е плански направено и посадено. Точно. Кога завршуваат праските, почнуваат оревите, кога завршуваат оревите, се посветувате на нешто друго и така натаму. Дали сето тоа е направено уште со садењето да биде така планирано, произведено и продадено или пак стихино? Па полека и плански, така да еве и сортите така се направени, да речеме да не биде многу нагло. Добро. Затоа што сами се работиме. Кога береме, значи се сами береме, се сами работиме. Имаме, да речеме, од една сорта 20, 30 до 50 дрва. Една сорта. Како ја береме таа сорта, после стигнува другата сорта и со тек на време, со се поред, полека, така да идеме до август, септември, више завршуваме со праската што е за компот. Така да ги имаме прилично. Доста сорти имаме. Сега ги имаме глохевенот е наред, редхевенот. Еве оваа праска, како не го знаем името, али крстена е од мене еве некои 10 години. Според формата, уште е поголема, значи ова е нешто минимално. Така, значи има уште поголеме тоа. Има уште поголеми. Една година, да, имавме некаде од оваа праска, каде што беа приличито измрзнати, у мала количина, приличито една допри до килограм. Вистина. Точно. И каде што го добија името на нашата позната пејачка Благица Павловска. Твоја пријателка. Исто моја пријателка, каде што сега се шалиме на таа тема и тоа е тоа.